Драги гледачи, добар ден. Добро дојдовте во најновиот Демократски импулс, подкаст за народот. Јас сум вашиот водител Трајче Китановски и уредник. Како и минатите подкасти, така и овој ќе имате за чест да ги видите и слушнете луѓето кои се кандидати за градоначалници и советници на овие локални избори на политичката партија Демократи. Денеска со нас е Гоце Стамески, така? Стамески, да. Гоце Стамески од политичката партија Демократи, носител на листа на општина Брвеница. Така. Добре дојде Гоце и чувствува се како дома во наше студио. Добре ве најдов. Фала, благодарам. Најнапред Гоце сакам да те замолам да ни се представиш на нас и на твоите сограѓани, доколку има и такви што не те познават. Јас сум Гоце Стамески од село Брвеница, општина Брвеница, носител на листата Демократи. Живеам од почеток во село Брвеница. Јас сум како човек добар, чесен човек, многу со голем круг на пријатели, људи располагам. Значи, Фамилиарен човек? не сум фамилиарен, не сум женет. Добро, мајка, татко. Моментално и со мајка и со брат живеам. Така. Тоа е. Гоце, што ве мотивираше да се приклучите на политичката партија Демократи? Кој беше вашиот мотив? Па мотивот ми беше најповеќе што партијата Демократи пред се е партија за која се бори за да нема злоупотреби на власт, злоупотреби на сите нивоа во државата, се бори за да донесе придобивки на секој оптек, значи во општините, во власта, да со други зборови да функционира по-нормално државата од што функционира до сега. Така. А вашата цел, вашиот мотив за да се кандидирате за носител на советничка листа во вашата општина Брвеница беше? Па, од прилика мотивот ми беше што општината, како помала општина во државата, располага со голем број на проблеми прво, потоа има некои работи што треба да се досредат во општината. Значи, не се води многу некои работи не ида во правилен пат, па јас ќе се како кандидат на советничката листа ќе се борим нек тие некои работи да се донесат у прав пат, да се води работата во општината. Вредностите и принципите кои ги поседувате како човек, кои се, ако можеме да ги кажеме, и како политичар и деневе за луѓето за да знаат за кого гласат? Сакам да има големи придобивки општината од мене, што е у мој могуćности да се направат многу работи, ќе допринесем, што моментално не функционираат во општината. Така. Која е вашата визија, например, како ја гледате вашата општина, ако можеме да спомнеме тоа, дали, што и недостасува? Почетнички во општината недостасува доволно хигиена. Значи, на самиот влез во нашата општина, само кога ќе влезеш, добиеш утисок дека влагаш во некоја џунгла, а не во општина Брвеница. Значи, има несредени нити саглам од странично, значи нити дрва средени, нити трава средена, значи има доста работи за средување. После тоа доаѓаат и други работи. Нормално. Пример ете нема саглам средено парк во Брвеница. При толку убаво место, паркот имал некој поранешно парк, тој е све запустен со несредено ништо. Да треба да се средат, значи има доста работи што може да се средат. А не коштаат големи инвестиции, ама некој треба да фати да среди. Во вашата програма има парк, би го направиле тоа, мислам би се потрудиле да се тоа направи. Дори тоа што знам дека вие се кандидирате за советник, дали би можеле тука нешто да направите? Па што ќе биде во моја могуćност, јас ќе предложим за да биде средени. Да биде направено, значи што може да се направи. Предлог од моја страна, че има предлог да се направи тоа.
наредните 4 години, ако народот ве кандидираат, ако народот ве гласа вас, како ја каква ќе биде? По моје, мислим дека ќе биде средени работи од водоводни мрежи подобри, соларни панели да имат што појче, да се државата да има помош за некое население што е по сиромашно, да се помогне, значи да има помош и од државата, да се направи канализацијата, да се подобри канализација, да има прочистителна станица за канализација, прилика такви работи некои. Зеленило да се пошуми, кај што може да се пошуми, дрва во општината. Во програмата се зборува и за инфраструктура, и за култура, и за спорт, и за здравство. Која би била најгорливата гранка за која ќе се потрудите да се зафати општината да ја реши само што ќе дојдете како советник? Па во кругот, во оптек на здравството, значи во Брвеница имаме една амбуланта, значи општа амбуланта со еден педијатар само. Има потреба од плюс да се отвори, значи поголема малце да биде, пошто како општина Брвеница располага со голем оптек на народ, значи појќе села опфача, да биде како еден центар и за другите села поблиску да доаѓаат, да не мора да одат во градската болница во Тетово. Многу деца, а малку педијатри. Малку, само еден педијатар моментално. Вие би се погрижиле да има повеќе педијатри? Па би требало да има, би се погрижил би можел да дадам предлог. Да се направи поголема амбуланта. Така. Може слободно, доколку сакате, да ни прочитате некој си ваш проект што би го направиле, слободно може да. Па може да, пример, ете, проект има проаѓа низ нашето село, малечка една река, има корито, пример, реката, што е никад не е нити прочистено, нити направено, нити ништо. Значи може да се среди тоа да заличи на нешто што ќе биде углед во селото, а не како депонија да биде. Значи тоа е могуча мисија да биде за општина Брвеница. Да се исчисти тоа би било многу добро. Сите овие работи што ги спомнавте не е ништо акватна физика и се прави, не е ништо невозможно. Уште нешто дали има, например, некој проект слободно може и да ни прочиташ, не се секира. Да се отвори еден општински сервис за помош на стари лица. Ете, тоа кај нас во општината го нема. А има многу постари лица што им треба, немаат кој да им помогне. Може да имат некои амбулантни таке екипи што ќе им помагаат на таке постари лица. Може и тоа да се допринесе за општината, да се направи. Интересно е тоа, зашто скоро па и да го нема, да нема таков сервис, ако успеете да го издействувате, тоа ќе биде добро. Од наша страна ќе се потрудиме. Дали имате некој проект, некаков план како младите во вашата општина би ги задржале, како не се, зашто знаеме дека има иселување надвор од мислам и од кај вас, има и од Скопје, има и од секаде, има од цела Македонија, но што би сториле вие, дали имате некој проект да ги задржите младите да останат во вашата Брвеница, што би сториле околу нив? Па голем проблем е иселувањето. Исто така и кај нас го фати тој проблем во нашата општина, што младите не гледаат многу голема иднина во селото, во општината, пошто нема доволно како прво работни места и они се преориентираат да идат дали за Хрватска, дали Црна дали Грчка, дали Германија нагоре. Значи бараат иднината во туѓи држави наместо да се отворат некои фирми, фабрики, да се отвори некоја поголема така, да се донесе некоја инвестиција во селото, за да останат младите да работат за поголема плата, дома да бидат, а не да идат во туѓи држави да трудот да го даваат. Значи би се потрудиле што е во рамките на вашата моќ за инвестиции да се донесат. Би се потрудиле, би требало да може да се направи нешто. Со помош на градоначалникот, се разбира и со другите советници,
би можело да се издействува такво нешто. Тоа ќе биде голема придобивка и за цела општина, за да младите останат во општината. Кога ќе имат поголеми плати, нема да мора да оди во друга држава да работа за истата пара. Ќе се седи дома, ќе биде тука. Моменталната состојба во вашата општина од типот на градоначелник, советник, како е? Дали имаат комуникација, дали работат, дали се скарани, поделени се партиски или како е? Па ке нас во општината е мешан состав. Значи нашата општина е и со албанско и со македонско население. Така. И моментално градоначелник ни е од македонска националност. Меѓутоа претходни години имало и од албанец градоначелник 2 мандата, 3 и предвоени се во многу работи, предвоени се сега, меѓутоа и едните и другите сакаат општо, гледаат пример да доприносат нешто за општината. Меѓутоа слабо некако им се. Сакаш да кажеш дека сакаат да се работат својата работа, дека не знаат или? Па не знам што е работата сега, дали не знаат или не сакаат некоја друга политика вали да се води меѓусебно. Не си задоволен моментално Не како сум функционира? задоволен да, не сум задоволен од работата и на советниците. А за градоначелникот пак добро е. Овој моменталниот градоначелник добро ја води моментално, па сега до сега пак сепак нешто работел. Како планирате да го подобрите животниот стандард во вашата општина? Што ви направиле вие? Знам, нека вие не се кандидирате за градоначелник, така. но во рамките на вашите можности постои ли некој нешто да се стори, да се? Тешко некако изводливо е тоа, али ќе се потрудиме ние од наша гледна точка да успееме некои работи да се допринеса за да се издействува нешто за младите, да има просперитет во општината. Има ли доволно зелениво, например, спомнавте дека фали парк, клупи, канти за отпадоци, има се како што треба, вака како што ве слушам вас, се како што треба, се кандидирате вие, малку ми е нејасно. Не е баш како што треба, фалят, значи Кажете си слободно. и канти за отпадоци и клупи фалат за Така. значи фали автобуска постројка да се направи како што треба, како што прилега за општината, што недостасува моментално. Автобускиот превоз има, доаѓа, мислам дека редовен е. Па не е и тој редовен, има некои приватни превозници што возат, има такси, фирми. Претежно Доволен е автобускиот превоз или сакат или би се залагале за нов, например, не знам, за уште еден ли? не има превозник што располага со автобуси што вози, меѓутоа не е баш толку редовен како што треба да биде. Може да се Значи подобри тоа? може да се подобри. Со линии, почесто линии да има. Дали планирате граѓаните во вашата општина да ги вклучите, да бидат вклучени, да ви даваат совети, например, дали би го слушале нивниот глас или не? Секако, на прв план се граѓаните во општината. Значи, јас ќе бидам избран од граѓаните. И од секој граѓанин, секоја примедба на секој граѓанин за мене ќе биде обврска, тоа да го пренесем во општинскиот совет и што може да се издействува за помош на секој граѓанин што има проблем некој во општината. Јас зашто ќе бидам избран од граѓаните и ќе им служим на граѓаните пред се прво. И би слушале совети секакви од нив. Па така е. Значи, кога треба да се помогне на населението, ти си избран од населението. Значи, треба да им стоиш на располагање за проблемите што се појавуваат. Ова ве запрашав заради тоа што има многу што обично после тоа прават нешто сосема поинакво, па затоа викам да ве запрашам да ми кажете какво е вашето мислење околу тоа, дали би ги слушале, дали има многумина што например велат дека граѓаните си се за граѓани, но мене ми изгласале за да го работам ова. Затоа и ве запрашав вашето мислење. Партијата наша има програма, значи што треба
се спроведува во општината, ако бидам сега испран јас. Меѓутоа, и граѓаните се на прво место, а после тоа програмата доаѓа кај нас. Значи, програмата ќе си ја тераме ние како програма, меѓутоа тие проблеми што ги има у населението, у народот, значи у општината, тие се на првото место. Спомнавте партијата има програма. Можете ли нешто што е за вас клучно, што би се залагале вие како прво нешто да успеете да го направите, еве може и да ни прочитате ако сакате нешто што би вас најважно што мора да се направи во вашата општина? Па, има многу работи што се, меѓутоа на прво место има многу уличиња што се користат пример еве за одење на нива. Значи луѓето одат на нива, а немаат средени патишта, со многу дупки, со многу кал, значи тоа те се средува со многу мала инвестиција, само некој треба да се фати да се работи. Тоа може да се среди на најбрзо што може. Има други работи што може да се средат, пример, уличното осветлување е малце послабо, може да се допринесе и на подобро осветлување да има општината. Има канти за отпад што фалат, пример, на улици, јас не сум видел на некоја улица дека има некоја канта, значи општинска, оставена за да се фрлат смет. Значи на јавни места нема нигде канта. Обично, значи тоа се обични банални работи што не треба ични мовабет да правиме, меѓутоа фалат во општината. Треба некој да ги спомне за да се... Канализација, например, имате таква работа? Канализација има во општината, направена е в канализација, меѓутоа не е доправена скроз, значи уште целото купното население се нема приклучено и функционира како што функционира, до сега не знаеме до кога, пошто ако се приклучи цело купното население, дали ќе има доволно да функционира сила, значи не знаеме тоа, ќе видиме тоа отом потом како ќе биде работата. Така. Кажете ми, дали например еве вие како советник, дали како политичка партија Демократи би коалицирале со некоја партија од општината доколку е тоа потребно? Доколку е потребно за интерес на општината да се направи нешто во интерес на сите граѓани, може да се поддржи било од чива партија проект, од било што да се поддржи, ако е во интерес на граѓаните, а не на некој еден поединци луѓе. Само за интерес, и корис на поединци луѓе, тогаш не би поддржал ништо по плюс. Така, имате некои точки што мора да ви ги удоволат доколку вие би коалицирале се надевам. Така е. Мора да има црвена линија, што викаме, докаде може да се... Така, докаде може да се оди. Да се иде, така. Гоце, сакам да ве запрашам, има ли некоја депонија ѓубре во вашата општина што може да се реши, да се... Постои ли нешто таква работа? Па, во нашата општина депонии има некои така што се помали депонии, меѓутоа треба да се направи поголема некоја депонија што ќе се носи сметот, пошто со тие мали депонии се фактички се уништува општината. Нечистота на општината таа, треба да се има тоа на општинско ниво, со градот Тетово и со околните општини, да се направи една депонија, мислим, фирма што ќе располага со отпадот, за да се исчисти, да биде, пошто и Тетово, како град Тетово, располага со лош рейтинг во однос на отпадите, на ѓубрето. Има и други држави каде што отпадот се преработува во многу други работи, пластика ли и така натака. На самиот крај, можеш ли да ни кажеш една порака зошто граѓаните би гласале за тебе и за Демократи? Јас, како граѓанин на општина Брвеница, се гледам како чесен, совесен граѓанин и ги замолувам сите граѓани на општина Брвеница, што ќе ме поддржат мене,
ме знаат сите каков човек сум, значи никого не би оставил на цедило, на сите што би побарале помош од мене, на сите ќе бидат услужени, помогнати. Така. Тоа е. Така. Гоце, мене не ми преостанува ништо друго освен да ти посакам среќа, дај Боже да влезеш во Советот. Со Господ напред, како што се вели, и да ни бидеш повторно гостин во овој наш подкаст. Благодарам. Драги мои, тоа беше Гоце Стамевски од општина Брвеница, кандидат на партијата Демократи, носител на Советничка листа. Се гледаме.